10 часот и некаде 10 на минути продолжуваме со утринската програма на телевизија Мега. Во продолжение минути ќе му посветиме и на културното богатство и спомениците, односно нивната заштита. А за оваа тема подетално утрово ќе зборуваме со Аница Георгиевска, кустосоветник за заштита на спомениците и музеи од Битола. Добро утро, добре ни дојдовте во студиото. Добре ве најдов. Имаме една тема на која што можеме многу да зборуваме, особено затоа што Битола е еден таков крај и ќе тргнеме од тоа што го имаме до нас една сама Хераклеја од која би почнале па понатаму за сите оние други работи кои што ги имаме кога се во прашање културното наследство и спомениците. Така е, значи со моите 31 година работа на терен има да се зборува многу емисии да се прават, затоа што навистина богата е археологијата во Битола и дава секогаш нови податоци. Хераклеја ќе оставиме некако за крај на денешниот разговор. Ќе започнеме со оние проекти и активности кои што токму во овој период или еве изминативе неколку месеци ви се вас како активност. Да. Па некаде од крајот на април до петокот, значи екипата од Завод и музеј работеше на еден така поавантуристички терен на истражување на локалитетот Градиште во село Граиште, Демир Хисарско. Овој локалитет е познат во науката и се претпоставува дека таму постоел градот Бријанион. Со оглед на тоа што многу предмети од овој локалитет се чуваат во археолошки музеј во Скопје, посебно впечатлива една обетка со протома на лав, значи главата на обетката е така, златна обетка, која што е навистина раритет во археолошката наука. Сега појдовно од таја точка, дека која што е пронајдена во еден гроб во местото Градиште, екипата од Завод и музеј Битола се разбира во рамките на капиталниот проект на владата на Република Македонија за сондажни истражувања на овој локалитет, отиде на терен. Координацијата на овој проект ја врши Управата за заштита на културно наследство, а реализацијата ја прави Заводот и музеј од Битола. Но во археологијата е едно бараш, друго наоѓаш. Значи, покрај тоа што имавме голема желба да пронајдеме некропола од тој ран период, од 4 век пред нашата ера, ние наидовме на еден бедем кој што припаѓа на Јустинијановото време. Сето тоа е потврдено со монети од тој период и се разбира со многу фрагменти од керамички садови. Значи, со оглед на тоа што кажав дека во петокот завршивме со теренот, веќе сега материјалот е во фаза на обработка и се надеваме дека за кратко време веќе ќе имаме една комплетна слика како изгледал тој бедем, да направиме приказна за она што го истраживме, затоа што пред бедемот па пронајдовме стамбени објекти. Рековте, едно се бара во оваа професија, друго најдовте. Колку тоа е еден предизвик за вас или, пример, да не кажам, еве разочарување, затоа што сепак од она како прва замисла што сте тргнале не излезе на крај ништо, но сепак најдовте нешто што еве допрва треба да се види што е и која е неговата приказна која што ја носи со себе. Значи, во археологијата и ништо да не се најде, и тоа е голем податок. Затоа што, како што спомнав, овој локалитет е познат во научната јавност, лоцирано е местото дека од северната страна на тврдината на обзидието на локалитетот Градиште е лоцирана некропола, односно во 1986 година пронајден еден гроб, значи затоа посебно потенцирам, во кој што се пронајде ова златна обетка и други наоди кои што се чуваат во Скопје. Појдовна точка ни беше токму тој гроб, но за жал по се изгледа дека тоа беше поединечен наод. Ние предпоставувавме дека таму ќе се шири цела некропола и како што кажав, во целото истражување, во цела таа кампања наидовме на бедем кој што е навистина и значајно да се каже дека сепак овој простор живеел и во времето на Јустинијан, време кога Јустинијан прави тврдини во сите овие познати антички градови. Рековте дека овој проект го завршивте во петокот, но веќе се знае и кој е следниот проект на кој започнувате со работа. Тоа е истражување кое што ќе се прави токму во Ивањевци. Да. Значи, ова беше, како што напоменав, капитален проект, а локалитетот кој што ќе се истражува во селото Ивањевци е по програма на Министерство за култура на Република Македонија, односно проекти од национален интерес за културата во Македонија. Овој проект излезе како резултат на тоа што
човекот од Ивањевци, работајќи си нивата, си пронајде една статуа, една прекрасна статуа од мермер на богинката Хигија. Хигија е ќерка на Асклепи, значи богот на здравјето. Една статуа која што навистина е многу убава и можне ретка при истражувањата во археологијата, во археолошката наука во Македонија. Затоа и многу му се израдувавме на истата. Сега со оглед на тоа што во рамките на Законот за заштита на културно наследство ние бевме обврзани да направиме елаборат за локалитетот, односно Штала Врбица се вика локалитетот, кој што пак не е познат во археолошката наука, значи веќе зборуваме за еден нов пронајден локалитет и се надеваме, бидејќи ќе следат сите овие истражувања, дека ќе наидеме на некој храм, можеби на богинката на Хигија или храм на Асклепи, значи за тоа покасно. Да, токму така, за тоа покасно, а сега на оно што најмногу ќе се задржиме ќе биде она книга која што на која што ќе се работи, книга за истражувањата од 2008 до 2013 година. Зошто токму овој период и зошто токму овие искупувања, овие истражувања ќе се најдат во книга? Да, во 2008 година на задоволство на целиот стручен тим од Хераклеја добивме известување дека археолошкиот локалитет влегува во низата на капитални проекти за истражувања кои што ќе траат неколку години. Значи, не случајно потенцирам капитални проекти, затоа што Хераклеја во тој период ја доби историската шанса за истражување. Не дека не се истражувало, во Хераклеја се истражува од 1959 систематски, но за жал морам да спомнам и покрај тоа што повеќе пати е напомнувано, дека во 1959 до 1974 година во Хераклеја истражуваше екипа од музеот од Белград. За жал, документација од тој период немаме, предметите се тука, меѓутоа немаме она што е најважно, она што го викаме лична карта на еден локалитет, тоа е документацијата. Затоа викам, со истражувањата на овој капитален проект, добивме историска шанса, се она што беше загубено да се представи стратиграфски при истражување на Хераклеја, ние успеавме во овој период да го направиме. Значи, при истражувањата кои што беа обемни на моменти, значи некои месеци екипата и стручната и работниците достигнувавме до 400 бројка. Значи имавме археолози, гости од Скопје, од цела Македонија, затоа што не беа доволни битолските за да може да се истражува комплексно цел локалитет. Значи се следеше и таа вертикална и хоризонтална стратиграфија, добивавме податоци за се она што цело време го потенцираме дека Хераклеја живе од 4 век пред наша ера до 6 век наша ера. Сега со овие истражувања ние добивме многу важни податоци за животот на градот Хераклеја, а тоа е дека долго време во науката се зборуваше дека Хераклеја замира во крајот на 6 век и после доаѓа темни векови за животот на Хераклеја. Со овие истражувања само се потврди дека животот продолжува и понатаму, може би не урбано, онака како што била дотогаш, меѓутоа со доаѓањето на варите и словените во овие краеви продолжува и понатаму животот. Тој урбан живот на Хераклеја им пречело, тие се раштркаја од околу Хераклеја и на тој начин продолжи животот. И покрај тоа што пронајдовме многу малку предмети од тој период, од тој вакуум на животот во Хераклеја од 7-8 век, меѓутоа тие се мощни значајни за археолошката наука, за да можеме да ја надоградиме сликата за животот во Хераклеја и сето тоа се до 11, односно 12 век. Значи, тоа навистина беше еден многу значаен момент во историската наука за археологијата во Македонија, посебно за градот Хераклеја. Значи, со ова кампања, која што траеше од 2008 до 2013 година, се открија многу нови објекти, се откри нова базилика, знаеме во Хераклеја има неколку базилики, меѓутоа ја откривме по наше сегашно согледување, можеби и најстарата базилика во Хераклеја, тоа е од почетокот на 4 век. Наше мислење е дека таа базилика, со оглед на тоа што е лоцирана веднаш од западната страна на театарот, ни дава за право
да тврдиме дека ова базилика може би е подигната во името на некој маченик, значи базилика врз мартириум, на гроб на маченик, и затоа предпоставуваме дека е всушност најстарата. А со оглед на тоа што сите тие борби, односно маченички борби на христијаните се одвивале токму во арената на театарот, ни го дава сето тоа право да тврдиме дека станува збор за една постара базилика. И не само тоа. Постоењето на мозаиците, кои што се навистина во многу тешка состојба, малку се повеќе се со оглед на теренот кој што е со косина, малку се повеќе оштетени, меѓутоа пак можат од нив да се добијат бројни информации за нивното време и користење на таа базилика. Кога сите овие податоци, овие истражувања, кога ќе биде готова таа книга за овие истражувања од 2008 до 2013? Па ова книга треба да се отпечати до ноември, веќе да се промовира. Ние работиме со колегата Енгин Насух веќе на ова дело. Посебно она што сакам да го потенцирам, дека во книгата ќе стои каталог на предмети, значи многу важно за еден тип на вакви книги, ќе бидат обработени преку 170 археолошки предмети кои што се пронајдени со оваа кампања и кои што се раритетни во однос на другите, значи повпечатливи, податливи, позначајни за општо за локалитетот. Што значи издавањето на ова книга не само за Хераклеја, не само за градот Битола, Македонија, затоа што знаеме дека токму туристите се оние кои што ќе дојдат во Битола. Сигурна сум дека Хераклеја е секогаш во нивниот распоред за тоа да се посети, затоа што навистина има една историја, една богата традиција, споменици кои што вредат и заслужуваат да се видат. Секако, значи прво, издавањето на книгата ќе биде двојазично, македонски и англиски, не случајно, за да може да биде пристапна и достапна за посетителите од надвор, значи од државата. Може би треба и да напоменам дека ние, кога завршивме со кампањата во 2013 година, во 2014 веќе изготвивме една изложба од се она што беше истражување во текот на овој период. Ние сметавме дека и граѓаните на Битола и пошироко имаат право да знаат што се сме истражили во тој период, и на наше големо задоволство изложбата беше многу посетувана и баш така ја насловивме изложбата Хераклеја 2008-2013. Сега сето тоа се става и на хартија, како што кажав, двојазично, ќе биде отприлика околу 250 страни, со историјат за истражувањата, со каталог, значи една книга која што ќе биде достојна да ја презентира Хераклеја, овој значаен археолошки локалитет не само во Македонија и пошироко. Впрочем, бројот на посетители кои што се зголемува од година во година само потврдува дека афирмацијата на овој локалитет, односно патот по кој што одиме за афирмирање е добар. Значи, она што го правиме е добро затоа што во меѓувреме се направија цедиња, се направија монографии за локалитетот, сето тоа двојазично за да може да оди по светот, за да може да го видат сите низ целиот свет. Ако ги оставиме туристите на страна, колку самите ние сме запознаени со она што го имаме до нас, она богатство кое што е токму овде блиско до нас. Доаѓаат битолчани, ја посетуваат Хераклеја, и не само битолчани, туку и оние кои што се еве од околните места. Да не одиме од туристите само дека мора тие да дојдат и секогаш да ја посетат Хераклеја. Сега јас со моето скромно 31 годишно искуство морам да кажам дека во таа насока може би малку и ја имаме запоставено тој час кој би требало, барем јас така ја имам наречен и во подминатите години, фактички да биде подвижна археологија. Сметам дека треба можеби некој да имаме некаква соработка со училиштата, не дека нема. И сега има, таа доаѓаат, особено кога завршуваат или почетокот на школската година. Но јас сметам лично дека сето тоа треба да се прави во континуитет преку цела година. Стручни лица да одат да предаваат по училиштата, да можат да ги инфицираат самите деца, самите ученици, да посакаат некога ќе ги носат наставниците и учителите, туку тие да доаѓаат да ја посетуваат Хераклеја. Јас би сакала да кажам дека кога во 2000 година правевме една
програма за заштита на мозаиците во Хераклија, преку ФАРЕ програмата за развој на културата. Меѓу другото, во таа наша програма беше и запознавање на културното наследство со помалата категорија, помладата категорија. Тогаш една слика прекрасна, значи сите мозаици Хераклија отворени, доаѓаат конзерватори од секаде, конзервираат, заштитуваат на мозаиците, но и гледката беше уште поубава кога доаѓаат баба со внуче, дедо со внуче, мајка со дете, за да видат како сето тоа се прави. Тоа е навистина еден настан за паметење. Јас би сакала сето тоа да се одвива во континуитет. Меѓутоа, за жал, може би и кадарот, ние веќе немаме многу кадар сето тоа да го обавува, може би со зголемување на тој кадар ќе се поттикнува љубовта кон културното наследство или пак, ако сакате, кон археологијата, затоа што знаеме дека е многу богата, не случајно Пелагонија е наречено магично археолошко поле. Не само Пелагонија, и цела Македонија знаеме колку изобилува со културно богатство. Кој е вашиот најголем предизвик во досегашната кариера со кој сте се соочиле, предизвик со кој што сте се сретнале токму во кариерата како археолог? Значи, јас сум вработена во 1985 година и најголем предизвик и терен кој што локалитет кој што никогаш нема да го заборавам, 88 година со 3 годишно искуство добивам проект на моја голема среќа за истражување на некропола во Мавер кај Суводол. Значи, тоа беше навистина, мислам дека тој период никогаш нема да го заборавам и тогаш секој археолог, не само јас, секој археолог кога ќе добие таква задача, има желба сите тие гробови сам да ги истражува, сам да ги отвара. Затоа што сето она што го дава како информации почвата, фактички археологијата е листање на почвата и добивање на информации. Значи, тоа е еден момент од мојата кариера археолошка, кој што, верувајте, никогаш нема да се заборави. Имало и други локалитети, и други истражувања, и пишувања, и монографии се, меѓутоа, сепак, првенецот на кариерата е она што најмногу остава трага. Има ли заинтересирани за продолжување на оваа професија? Ние пред да почне разговорот и малку позбрубавме токму на таа тема. Колку младите во денешно време се пренаоѓаат токму во оваа професија? Млади има, значи и завршени, дипломирани. За жал, многу малку се вработуваат. Јас морам да кажам дека и мојот син е археолог. По некои околности не работи во нашата институција, работи на друго место. Меѓутоа, љубовта кон археологијата, веројатно тоа што јас го влече во вистинска смисла на зборот од мали нозе со мене по терените, го натера да се запише на овој факултет и на моје големо задоволство и среќа успешно сето тоа заврши. И покрај тоа што работи на друго место, сепак љубовта кон археологијата останува, но не мора да значи дека не може да се занимава, затоа што во голем број на истражувања може да одат и кабинетски, па и во соработка со нас заедно сме учествувале на многу конгреси меѓународни, кои што пак од друга страна морам да кажам дека западњаците многу симпатично гледаат кон тоа кога ќе видат родител со дете кој што ја продолжува кариерата, затоа што нашата куќа, барем во овој момент, е преполна токму со тие археолошки книги, со таа археолошка наука е насекаде присутна, така да јас сум среќна што ќе има кој да го наследи сето тоа. Ги имате ли тие размени, еве ги споменавте конгресите на кои секојаш одите, ги имате ли тие размени со колеги не само од Балканот и од другите земји каде што исто така има многу локалитети кои што се истражуваат? Сте биле ли на такви истражувања еве и надвор од нашиве граници на Македонија? Да, значи пред околу 20 на години бев на размена на проект со бугарско-македонска соработка. Истражувавме во Созопол, на островот, а пак со колегите од Бугарија истражувавме на Калето во Битола. Убаво е да се разменуваат тие искуства. Јас како член на Европската асоциација на археолози до пред некоја година бев редовен учесник
Скоро секоја година се одржуваат во различни места тие конгреси, така да ние имавме шанса да прикажеме она што сме истражувале претходната година, но и да размениме искуства и знаења и што е најважно да направиме ни пријателства кои што траат со години. Еве за крај само на нашиот разговор, има ли веќе за ова година зацртани цели проекти кои што капитални проекти кои што еве споменавме некои од нив кои што веќе завршија, го споменавме проектот во Ивањевци, нешто на што ќе се работи и наредниве месеци? Во моментот течи конкурсот од национален интерес за културното наследство во Македонија, значи ние веќе сега ќе мора да изготвуваме проекти, нови проекти, предлог проекти кои што ќе течат наредната година. Сега сме во фаза на размислување, но сепак она што е најважно, барем она што јас како што размислувам, ќе треба да се оди на доистражување на Хераклија и се разбира на конзервација на она што досега сме го истражиле. Јас ќе ви се заблагодарам само, уште тоа останува за гостувањето денеска во нашата утринска програма. Се надевам дека љубовта со која што зборувате токму за културното наследство, за заштитата на спомениците, еве ќе успеете и на помладите генерации кои што понатаму ќе дојдат да им ја пренесите истите со таква љубов да ја работат ова професија. Ви благодарам на поканата, искрено се надевам дека така ќе биде понатаму. Да се надеваме дека и нашите гледачи еве можеби поттикнати токму од овој разговор ќе најдат слободно време и секако да ја посетат Хераклија. Останете со нашата програма, се враќаме накратко.